По 4,5 часа распит во обвинителството за организиран криминал, Катица Јанева си замина со насмевка и се уште во својство на сведок. Специјалната јавна обвинителка по исказот кај незината колешка Вилма Русковска не е осомничена во случајот рекет. Во обвинителството таа беше придружувана од адвокатот Стеван Павлески, кој истовремено е адвокат на осомничениот Цветан Панделески во случајот Империја. И токму тоа ни е темата за денешната емисија. Јанева, јато не ни се гледа, но знаеме за кого станува збор. Јанева на распит во јавното обвинителство за рекет со адвокат кој е и бранител на осомничен во Империја, од каде потекна скандалот за кој што зборуваме во изминатите месеци пол. Но во продолжение предлагам да го проследиме севкупниот интегрален настап на специјалната обвинителка Катица Јанева со новинарите по излегувањето од 4,5 часовниот распит. Кај Јанева, дали колешо ви објасни да многу во јавноста, не да не можете ништо да кажете во врска со истрагата, сепак сте специјален јавен обвинител и имате голема обврска пред јавноста. Да. Прво во кое својство сте и зошто? Во сведок. Во сведок, па тоа не е забрането, можам да додам. Јас имам правни консултанти секој пат. Вие во се имате забранувано сведоците. Како? Во се ја биле забранувани сведоци за адвокати. Сведоци со адвокати. Може би биле забранени. Признавте дека имала комуникација помеѓу Камчев и вас. Дали е тоа вашиот глас што го слушнавме кога му верите на господинот Камчев дека се ќе биде во ред? Мора да бидете стрпливи за тоа, тоа не може сега. Не смеам да го кажам тоа, бидејќи ова е истрага, треба да знаете и мислам и тоа е општо познато дека во истрага не се споделуваат информации. Ќе има веројатно, се надевам дека ќе има судење, каде што ќе бидете присутни исто. Ќе се гледаме уште, па исто уште се форматира, се уште се работи, се анализира. Мојот не е форматиран. Кој е? Моите? Да, вашиот службен телефон. Вака, значи, телефон, Да објасни за телефонот Да. адвоката. Истрага. Ова не е само Да, се работи за два мои телефони, кои сум ги користела. И двата се одземени и се на анализа во обвинителството. Но не се одземени кога се побарани, се одземени откако се форматирани. Не, тоа е трет телефон. Тоа е трет телефон што е изгубен. Така. Дали очекувате да се прошири истрагата и на вас? Не знам што да прашам. Не знам што да кажам, тоа треба да ја прашате обвинителката. Дали чувствувате вина? Јас не. Дали сте побарали ти? Јанева, дали знаете каде е Орце Камчево? Не. Сепак е уште осомничен тој во истрага. Да. Јанева, зошто сте предложиле да има погодбено за Империја и за банка? Тоа веќе јавно го објаснивте. Осомничените да не одговараат, туку само да ги вратат пари. Тоа има време и кога ќе се објасни. Дали има инволвирано некој политичар во овој случај? Дали знаете? Не знам. Пријатно. Имавте ли притисоци од некој од политиката? Не. Да, тоа беше целиот настап практично пред новинарите од специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и одговарајќи поприлично скромно на прашањата кои беа поставени. Дополнително, доколку забележавте од заднина, суфлирајќи нејзиниот адвокат Стеван Павлевски, постојано и дошепнуваше, за потоа веќе да стане и погласен во дошепнувањата, да и вели не си на распит, не си на распит. Дополнително исто така напоменувам повторно дека истиот адвокат е бранител на Цветан Панделески во случајот Империја, поради кој што случај впрочем и проникнува и скандалот, односно веќе случајот во јавноста познат како рекет, иако е дискутабилно како треба да биде наречен понатаму, и истиот бранител е и на Јанева во својство на сведок, како што денеска беше на распит кај Русковска во обвинителството за организиран криминал и корупција, со предмет кој што проникнува од предметот каде адвокатот е истовремено и бранител. Дел од адвокатите во јавноста тоа и го проблематизираа, впрочем. Фактот што денеска специјалната јавна обвинителка Катица Јанева влезе на распит за истрагата за рекет заедно со адвокат,
го проблематизираат голем број адвокати кои повикувајќи се на својата практика, велат дека досега не им било дозволено на сведоците да бидат испрашувани во присуство на бранител. Сепак, повеќе проблематично според адвокатката Сузана Јошевска е тоа што адвокатот на Јанева Стеван Павлевски е бранител и на бизнисменот Цветан Панделевски, осомничен во случајот на СЈО Империја. Исто така Павлевски му е бранител и на екс-директорот Љупчо Ѓоргиевски, кој пак е обвинет во случајот Траекторија исто од отворенот СЈО. Цитирам. Прво, проблематично е што воопшто со адвокат, со адвокат, ама тоа е помалиот проблем. Поголемиот проблем е што е со адвокат кој е бранител на еден од обвинетите во предмет кој таа го гони. Согласно законската дефиниција, подсудир на интереси се подразбира состојба во која службеното лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни одвластувања или службени должности. Зошто ова ни се случува, вели адвокатката Јошевска. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па видете вака, мене ме чуди што адвокативе све знаат, а сега само ја потполуваат работата. Ако некој ве повика вас со покана во јавното обвинителство на разговор, имате правна поука дека имате право да дојдете со бранител или со стручна помош. Така да не ја гледам причината зашто Стеван Павлевски не смел да отиде со Катица Јанева и второ е уште добро знаат адвокатите кој е Стеван Павлевски и што работел во минатото. И сега го поврзуваат него со предметите. Па тогаш ако е така, Сашо Дуковски и компанија не смева да влезат да ги бранат овие од 27 април или останативе предмети што ги правеа против Чапков, затоа што ни беа најголемите критизери на нивното работење. Меѓутоа, добро, но не станува збор за критизерство тука, станува збор за судир на интереси поради инволвираност со два случаја кои што се поврзани. Видете вака, прво, денешното појавување на Стеван Павлевски не е ни официјално уште во постапка, туку ова е само предистражна постапка. Така да не ја гледам причината зашто толку го проблематизираат тоа. Па можела Јанева да побари по службена должност адвокати. Кој ќе го доделе? Па некој адвокат што веќе е инволвиран во некои предмети. Кој денеска адвокат не е инволвиран во овие предмети на СЈО? Така да, или земете ги овие други адвокати. А што ако го земеше од овие што ги брани инволвирани? Така да мислам дека знаете што. Друго е на работа, треба да се ги гледам дека храброста на Јанева да се појави да разговара пред новинарите. А за жал, денеска за све се вади влакно во јајцето се бара, па така и за ова зашто го земала Стеван Павлевски. Причината е и за мене поинтересантно што ќе произлезе од денешното кажување. Ете, толку е. Тоа е да не речем понатака што да се збори. На све се наоѓа мана по за Стеван Павлевски. А Стеван Павлевски е бивши републички јавен обвинител, да ви кажам право. Мене ми е жал што адвокатката тоа не го знае. Толку пријатно. Добро. Благодарам за јавноста. Мислам дека од сосема друг аспект го согледувате проблемот кој што го потенцираат дел од адвокатите, но добро, секој со своето мислење. Реши ќе само малку погласно да гледаш. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па јас сум изненадена од сите случувања што еве овие неколку месеци ни се случуваат нас. Поготово со овој случај. Зошто? Затоа што јас не знам дали на Катица Јанева е потребен адвокат, кога она како шеф на специјалното јавно обвинителство, тоа е веќе формирано и орган изнад сите. Дали имаше потреба да се појаве со адвокат? Ако она е сигурна, ги знае сите правни закони, сите правни основи, на не и требаше. Можеше сама смело да излезе и да се соочи со сето тоа, затоа што она законите треба да ги знае и ги знае најдобро. Меѓутоа, како што одат работите, толку многу време се троше, толку многу пари се троше, се некако се гледа да се избегне, изгледа сите се на некој начин инволвирани во сето ова, и секој некого сака да заштите или секој сака да се извлече. Моje размислување, сега кога ќе го добиеме ние извештајот од Европската унија во октомври за работата до сега и за покана на членството, нашите треба да дадат отчет. Во сето тоа нека си побарат, јас најчесто ги нарекувам стечајни управници, зашто толку многу и не се разбирам во правото и во законите,
Нека си побарат луѓе и нека се расчисте и еднаш веќе да тргнеме, пари се трошат на суди, на извршители, не мислам на извршители на специјалното јавно обвинителство, институција врз институција, економијата не тоне, младите ни заминуваат, ние се стануваме земја на сиромаштија и секогаш на дното, некаде на врвот на неубавите работи, а на дното на убавите работи. Имајте убав ден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелета. Добар ден, Огнен. Добар ден, ве слушам. Ова војна мора да се добие. Значи, битката против неправниот систем. Неправниот систем, ова е тежок, лесен збор, мислам, е мафија, да речем, правна мафија. Значи, мора да добиеме битката, а за да добиеме битката, вие не сте најбитни. Вие не сте адвокати, вие не сте и обвинители, и суди. Значи, да ја добиеме, а ќе ја добиеме кои ќе следат наредните избори. Ќе дојдат. Значи, не сме да попуште граѓаните на Македонија, сите не смееме да попуштиме. Упорни, ова е шанса. Фатени се, нема каде да бегат. Значи, кој ќе има казнивост, кој ќе се спроведи казнивоста и за Катица, Бог е ситна риба, и Катица не е крупна риба. Значи, да победиме и ќе се среди државата. Оти ако не победиме, ќе ни замени цела младина, што е свесна. Има и несвесни, има и профитери, има и што имат дебели богатства, што се веќе чисти, да речем, од мафијачките пари, од злоупотребата. Тие ќе останат, ама кој ќе му плаќа даноци? Нема да има нови вработени, нема да има. Мислам, ќе се распадни државата. Да се држиме, ве молам, околу темата малку попрецизно. Премногу воопштено зборувате и вие и претходниот. Попрецизно, обучена е Јанева, јас кажа во претходната емисија ваша, дека гестикулациите му беа веќе признание. А сега ја убедија дека нема ти да имаш никаква одговорност, чист да си ти, ние сме сите за тебе и готов. По адвокатот се гледа, кој му пушти адвокат. Добро. Благодарам за јавувањето. Следен на линија повелета. Добар ден. Добар ден, ве слушам. И претходниот гледаш кажа дека од однесувањето, јас не го гледам такво однесување, од однесувањето можеше да се види дека Катица, ако ја праша како се вика, немаше да знае како се вика. Затоа беше тој Павлевски, добар обвинител своевремено и мислам дека на некој начин беше тој што ја контролираше, не знаеше што да каже. Првин кажа 2 телефона, а третиот на столичица. Разочарување како обвинител, јавен, специјален обвинител. Професори на правен факултет. Жалосно е ова што вакво нешто презентира, ваш студент презентира обвинителство. И тоа специјален јавен обвинител. Жално и вие, вашиот збор, се извинувам што ќе го потребам, многу тажно. И ова што се случува, од това може да се види дека не знам крајот дали ќе биде, ќе се гледа крајот, пошто начинот на однесување на една јавен обвинител и тоа специјален, уште не повторувам. Тоа е смеење во очи. Јас повеќе ја доживувам како една женичка која со торбички дошла од пазар. Жално и трагично. Уште еднаш да кажам, многу тажно. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелета. Добар ден. Ве слушам. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Завршен цитат. Се вака, Огнен. Катица еве излезе пред новинарите, така? Насмеана, свежа, одморена. Сите знаеме дека Катица Јанева не е виновна. Тоа кој ќе се докаже, таа невиност, нема да оди долго време, стално велам. Недела до 2 недели најмногу. Како ќе реагираат тогаш другиве скептици што ја напаѓаат, што врлат со камења и дрвја по жената? Па таа допрва име работи да работи со овие стари случаи нивни,
со бандитиве од ВМРО, од минатата власт. Тие случаи треба да ги заврши. Тоа е нормално, али до тогаш може би нема, ќе ги завршат другиве јавни обвинители што се освојео, а таа да ја докаже ова вистина, најмногу 2 недели ќе поминат и нема ни толку да поминат. Стеван Павлевски е дојде по службена должност тука, а не да ја брани Катица Јанева. Не може тој Катица да ја брани и онај лоповон Стеван, како вика Пандерешки, што ќе ја Цветан. Да. Не, тоа е само онака. Земе некој јадар, кој инаку една оде и некај таков човек е многу скапо. По службена должност појден тука. Така да та Катица ќе си ги заврши овие работи прво со лоповите бивши. Не знам оне дали ќе го донесат за уши од Маđарска, тоа не знаеме никој. И така натаму ќе си тече живот во Македонија, во Република Северна Македонија, да ни е вечна и вековита. Пријатно, Огнен. Пријатно, благодарам за јавувањето. Галабинка ни пишува на Facebook, вели Огнен Ал Капоне се јави, на Катица водата и носам не надминала, а сите ние се крстевме на неа, Господ нека ни е напомош, завршува Галабинка. Нада пак ни пишува, вели здраво Огнен, во случајот со распитот на Катица Јанева, јавноста не знае дали е повикана во својство на сведок, може би е само осомничена. Ако е повикана во својство на сведок, а доаѓа со адвокат, би требало во тој случај да реагира јавното обвинителство и културно да го отстрани од распитот. Така таа се изјасни дека е во својство на сведок. Тодор пак пишува, вели здраво Огнен, Катица нема да ја спасат 10 адвокати, може сега ќе се извлече, но ќе дојде нова влада набрзо, а да почекаме за новите снимки од италијанскиот новинар, ова е само обична скриена камера, завршува тој. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Видите, овој математички замрсен македонски алгоритам во кој што имаме политичко влијание интерно, екстерно имаме друго влијание, стварно ние како граѓани не може да се снајдиме кој каде е. Се зборувам за следново. Ароганцијата на господјава, неćum да именувам, денес е опасно да се именуваат, беше страшна. Таа ароганција не треба да излезе пред народот со таква ароганција, со такво представување, него треба стварно да му објасни на народот, има време, почекајте, средете се како народ, здружете се, па да видиме каде е вистината. Второ, тој господинот позади што суфлираше, а што е тоа? Во која држава живееме, кажите? Кој беше тој суфлерот, не го знам. Адвокатот со кој што дојде Јанева. Валјда беше тој, суфлираше, ова кажи, не треба ова, не си на распит. Кај новинарите секој е на распит. Новинарите се тие кои пред граѓаните ја кажуваат вистината. Некој делумно, некој средно, некој целосно. И ние абсорбираме како граѓани. Така да мора да сватиме, дајте бе луѓе, дајте доста портпаролот на едната партија, портпаролот на другата, ни ги перет мозоците, а децата ни бегаат во странство. Дали сме свесни за тоа? Доста со портпаролите. Едни од Мицкоски, други од не знам кој. Достате со тие работи. Дајте да ја расчистиме хитно работата. Ако ги бива, а судството мора да го бива, ако сакаме да влеземе во Европа. Ја живеам во Европа. Вака не се влегува во Европа. И благодарам. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Јанева на распит во ЈО за рекет. Јанева не беше на распит, туку беше на кафе муабет. Да си направи муабет, колку весела излезе. Весела, насмеана, горда, дека е честна, дека е права, дека не се осеќа виновна. Она никој пат не била ни виновна. Она се е права. Она е светица во Македонија. Нека се вратат изјавите нејни, што изјавуваше она. Како даде оставка. Како премиерот кажа. Аз нема Катица Јанева. Оставка си даде. Сега па на работното место. А да е некој работник, очи ќе му извадат, ќе го избркаат, да оди по патиштата, да нема лед да јаде. А за ни нема судство, нема правда.
Они се прави, они се невини, они се честни. Само обичниот граѓанин страда, друг никој. Адвокатот трче како тоа, срамота. Сет народ го гледа. Дали адвокатот знае што е новинар? Дали до сега не сретнал новинар и не вишол, кој што треба да постави прашање, а они кажува, не одговарај, не си на распит, мора ли да му кажеш. Значи, секој го поценува. Тој дебело е платен за да ја штити, а не да ја донесе правдата. Срамно за македонското судство. Срамно за обвинителите што го изедоа обичниот граѓанин. Не знај на пара зедоа и не кажуват каде ги потрошија. Пријатно однен и многу фала. Благодарам за јавувањето и се слушаме. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. За Катица Јанева разбираш, она е судика добра, ама нешто не е во ред со нејзе. Кога има чип у желудец. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Такви квалификации ќе ве молам да се чувате за подома. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Значи, згрозен сум и од Женетиве, и од Кујо. Згрозен сум просто кај живеам. Квалификации, осудување, пред време, тај ги има ова страмата, ова само една простачка, телечка држава може да има. У културна држава не се прави овака. Што ќе се случи сега? Ја пазите, прво да ви кажам, ако е крива, 20 години затвор. Че да рачистим. Да ми мислите дека ја некој обранам. За мене криминалец е криминалец. Кој сака нека? Дали е Катица Јанева? Дали е оваа министеркава што беше за внатрешни работи, што затвор не отишла? Дали е тој Арамијата што избега за кај избега да Маđarска? Дали вие други Арами, тој Камчев 2006 под ако сте новинари прави вие, ќе извадите документ дека 2006 на Орка им беше блокирана сметка, а 2016 имаат 5 милиарди. Значи, ја не можам да сватам каков народ живее во оваа држава. Абе, патриотчињу на водници. Ако сте нервозни, вие више изгубиште власта, нема да видат пари дома која што видеа до сега. Земете си лексилиумче, напидите нешто. Страмота е во оваа Белград што се прави. Мислам, ја осуди жената, таму некој зборува и објаснува и кажа човекот туво, ја немам појма кој е тој позади нејзе, не си на распис, значи даде, каже гото, новинар, не може предизвршна постапка новинарот да бара се да се каже. Па и вие го знаете тоа убаво. Значи се знае, ќе дојде време за уште за 5, 10, 15 дена, кој е крив, секој не коди. Ама и овие рамијеве 10 години што да треба да затвор. Имајте убав ден, поздрав, пријатно сте најдобри. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Се слушаме така? Да. Потпуно се сложено со претходниот гледач. Добро. Од овие другите што се јавуваат, сите станавме ние психологи, психијатри, обвинители, суди. Сите осудуваме, Катица Јанева по пацата била таква, по пацата. Има тамо кој да одлучи. Има суд, има све ќе одлучи. Како што каже, за 10-15 дена ќе се знае тоа. Со адвокат нормално да дојде адвокат. Зашто да не дојде? Иследува адвокат. Зашто да не дојде? Не можам да го сватам овој народ. Па секој што е тоа, тоа е предишна празна постапка, не е истражна постапка. Адвокатот не знае некој работи. Станаа психолози, по фацата вака изгледала, онака изгледала, вака. А во остај тебе да си работи судот, во остај тебе да си работи обвинителот за луѓе. Пуштите ги тамо порано, пред време ги осудуваме. Ако би се сврте работата другачија, што правиме? Што правиме тогаш? Не можам да го сватам овој народ. Посебно овие господјиве наши се јавуваат. Тие све знаат. Тие, па што не ги предложат за јавни обвинителки да бидат таму? Не можам да го разберам. Застанете, од себе си се води постапка. Ќе си дојде све на место. Ако е крива ќе се одговара, било кој ќе одговара. Било кој.
Изнесени биле милиони по пари. Па дали биле изнесени од тамо парите, дали имало пари изнесени да луѓе. Тоа мене ми изгледаше како да беа од згора, само па било беа картончиња како Бугарија што правеа порано. Полека мал. На ташна не собира толку милиони и пол ташниче. Срамота што не можам да го разберам овој наш. Да бе пуштите нека работи обвинителството судот нормално нека си работи све. Па таа адвокатка се јавува, немала право зашто дошла со адвокат. Па има право да дојде. Кој ја дал незе дипломата на таа адвокатка? Како рековте Бошетска? Повторно не сваќате, значи проблематизирањето не е во тоа што Јанева дошла со адвокат. Проблематизирањето е во тоа што истиот тој адвокат е бранител, е адвокат во случај од кој произлегува скандалот со рекет. Значи, Империја случајот е тој за кој што наводно се врши поврзување со рекетот. Истиот адвокат кој што има бранителска функција, односно адвокатска функција, во случајот Империја, во случајот е донесен како адвокат на Катица Јанева, која што е во улога пак на сведок, а до друга страна па други обвинуваат дека е поврзана на секаков можен начин со рекет наводно, значи со истиот тој адвокат доаѓа. Проблематизирањето кај адвокатите е во однос на улогата тука, не зошто воопшто е тука, туку во улогата. Добар ден. Ало, добар ден. Сејаво е Кичеец. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Огнен, темата е јасна, значи, многу добро пишува Јанева на распит во јавното обвинителство. Значи, и за вас новинарите и за нас граѓаните слушавме зашто е повикана. Таја кажа многу јасно, како сведок, значи во јавното обвинителство, од кој за рекет со адвокат кој е, како што кажа и ти, бранител на сомничените. Дали тој има право или нема, дали е и тој вметнат во некои работи, ние не можеме да знаеме и можеме само да збориме како нас ни одговара. Овде се работи, значи, во однос на вашето поставено прашање, сега, од каде потекна скандалот? Епа, ние граѓаните на Македонија се бореме за правда, за слобода, за тој скандал да се сега осветли, очисти, да видиме каде потекна. Знаеме каде потекна. Од снимките на новинарот од Италија, на тие кои овде снима, кои не гледаме пари никакви, само гледаме наредени во купчиња, во ташни кои дали има книги или пари, никој ништо не знаеме и можеме ние да си нагаѓаме како што ни нас одговара. Затоа, значи, тоа јавно обвинителство е за да испита како сведок се што се комуницирало, све во снимките, да излезе на дело и да донесе пресуда. Не можеме ние, како господјата од Кавадарци и некои други, да плукаме по некого, значи кога не ја познаваме работата. Прво треба да ја знаеме, па да збориме. Затоа велам, на крајот за нас граѓаните многу јасно бараме од каде потекна скандалот. Тоа сметам дека за кратко време ќе најдат храброст оние честни судии, обвинители и ќе го осудат секој оне кој е вмешан, ако е тоа факт и вистина. Ако се исто докази невидливи или невистинити, некој треба да одговара и за тоа. Ние тоа говораме и сепак се надевам дека ќе одобиме. Ја им посакува нека тераат напред, нека све чистат, све што е за криминал направено, нека затворат, а оние што се прави честни да... Добро, благодарам за јавувањето, истече времето. Владимир на Фејсбук ни пишува и вели, адвокат е во светот нормална функција, реакциите не беа вака крволочни со претходните адвокати, веднаш по нивното мудрување како експерти, ха-ха, цел народ, судии, завршува Владимир. А додека пак Зоран С. пишува, вели, ако нема судир на интереси со овој адвокат, тогаш Катица Јанева може да оди на распит и кај Јанева Катица. А ГЦР пак пишува, вели, почитуван Огнен, со или без адвокат, Катица е најголемото разочарување за граѓаните на Македонија, дај Боже да не е инволвирана во рекет, ама, завршува Гоце. Иван пак пишува, одличен потек на Јанева со појавувањето на адвокатот, успеа да ја дефокусира јавноста и сега сите ќе зборуваат за адвокатот, што се однесува до Јанева, на крај ќе испадне херој. Играта продолжува, завршува Иван А. Добро, понатаму пак Тане пишува, госпоѓа Јанева, денеска сосема изгледаше како и секој друг криминалец, веќе е се јасно, од настапот на Јанева или госпоѓата се ќе биде окей, веќе не можам ли Катица да ја викам, јасно се гледа дека не е таа што ја знаевме и сосема нормално е така, затоа што внатре била испрашувана, а не викната на кафе. И веројатно ја прашале што сакала да каже со тоа не се секира и се ќе биде окей, јас искрено како наплочки да сум се лизнал, а и многу други како мене што се јавуваат кај тебе во емисија. Пријатно, Тане, и до вас. Следен на линија, повелете.
Ало? Да, бе, слушам, повелете. Добар ден од Прилеп се јавува. Добар ден и повелете. Вака, секој е невин, дур не се докажи спротивното. Ама не се треба да ја затвора во шутка неколку месеци, па на суд да докажи дали е права или не е права. Јас имам сознание дека во чантата што му е даде Орце Камчев има GPS ставено. Чантата е завршена во гражите на владата на Република Македонија, а не на Северна, на Република Македонија. Сега треба да кажа таму кој ги изел тие парите, што ги изел тие парите. Ние граѓаните го полниме буџетот, таа зема плата од нас. Таа треба да види да се бори против криминалот, таа е догуша во криминал пикнат. 4 милиони на годишно ниво и 5 милиони, не знам колку ние граѓаните плаќаме, тие сите треба да си одаде, оставки да си даде, оста сама. Да дојде обвинител од странство и стечај управник на државава да наместа. Ништо во држава не функционира, да му се згнаси на човек да живее во држава. Значи, ова нигде не се случува. Значи, шетани сме сегде по Европа. Во Европа ова да се случи, одма пајđа владата. Значи, моето сознание дека во владата се појдени парите. Не е Орце Камчев така наивен да му и дај парите. GPS во чантата му кладе и парите се појдени преку сателит, тие прата кај се појдени парите. Само сите се пра наудрени. Само треба да ја затвора во шутка како што лежа луѓе за конзерви, за 3 конзерви, за 5 конзерви, за една штека цигари, скапува таму во шутка, треба да поеди и та во шутка. Па да има рочиште во нормална процедура, во демократски начин, да излези на суд да докаже. Секој е невин, па има жалба на апелација, па на врховен. Сите се правболни кој ќе треба затвор дода. Така. Добро, истече времето. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Саш, да, повелете. Ало, здраво, Огнен. Здраво. Па сега, Огнен, не ми е мене јасно, филма русковска како е примила со адвокат. У својство сама да дојде или со адвокат? Сега, она треба тоа, филма русковска, она треба да изјави. Адвокат, само тоа адвокат, значи бранител. Бранител. Значи, он дошел у својство да ја брани. Ја така го сваќам. Сега да слушнеме филма што ќе изјави. Значи, може он да, Катица Јанева, да ве викне и новинарите, и ова. Не знам, тука не е јасно. Не знам, вие како ќе прокоментирате, а вие сте новинар. После во разговор кажете. А овакво, се гледаше дека жената вештачки насмејана, она суфлирањето од страна уопште не ми се допадна на адвокатот, некако, стварно, мизерно некако ми изгледаше. А ова за моето прашање, ве молам вашето гледиште. Добро. Пријатно ден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Јас и на почетокот, мислам и знаете од старт на емисијава што ја водам, лични своји видувања не споделувам, но на почетокот го споделив делот кој што се проблематизира од самата фела во правосудството, односно од страна на адвокатите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам. Ја реши дека не треба да правиме фама, затоа што Катица Јанева била повикана на распит кај јавниот обвинител. Секако, она има некаков дел во тоа. Прво, како јавен обвинител на специјалното обвинителство, она работеше до некаде во тој случај и сега, дали она, со ние гласовише слушнати, дали се од тој момент, кога се тие пари броени, или претходно е некој разговор, како што читавме дека она сакала да го натера да биде соработник Камчев и слично, и сега нормално е дека Катица ќе има своји сумњи, затоа што на некој начин и она е свесна дека нашето обвинителство не работи онака како што треба. Плашите се за себе, дека може да се намести некаква се игра, и затоа она неслучајно побарала да има со неизвестен адвокат со кој ќе и биде како еден вид консултант, а не бранител. И мислам дека не треба толку многу да се жестиме на тоа.
Меѓутоа, ако во сето ова на крај дојде дека воопшто Катица не е виновна, дека Катица работела на предметот, да се дојде до побрзо решение, да се изнуди признание и да се најде кој е виновникот за рекетот. И сега, дали ќе имаме храброст ние сите, што сега напаѓаме, значи најжестоко напаѓаме, ја срамнуваме со земја и утре ќе кажеме, извини Катице, ние не размислуваме тогаш така, те увредим. Мислам, треба да се преслушаме саби себе и да размислим, пред да го кажеме се тоа, треба да размислиме што би било кога би ние биле на нејзино место. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Господине Огнен. Да. Знаете ли кога една песна колку и да е убава, кога ќе ја пуштите да врти со денови ќе стане досадно. Така и вие со рекети, со Јанева, со Ката, главата не ја пукнахте со недели. Па нема ли некоја друга тема да поставите на дневен ред? Доста со ова ја кревате цената на Катица Јанева. И тоа не е Катица, тоа е катиште огромно како планина. И таа Вилма Русковска. Се гледа каде е проблемот. И зашто тој Јоханес Хан не се јави да рече, чекајте бе, што правите таму? Тој знае што прави. Знае ја претвори ова државата, не правосудството, во лична негова собственост. Во срамота. Зашто не поставите односот на Косово спрема Македонија? Гледате ли што се случува? Што ќе прават овие луѓе производители на мет и на компир? Ние дојдовме да косовска банда да не уценува, најверојатно и кај нас има банда што раководи. Срамата е ово, доста и вие не ја подувте главата. Ставете го во лет овој рекет веќе. Што ќе прави, како ќе му даде Господ така? Ама и нас треба да не поштедите малку. Главата не ја подувте, умот го подувте со рекет. Со здравје и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно. Баш сакав да ве прашам, бидејќи ви пречи оваа тема, сакав да ве прашам какво е вашето мислење за отстрелот на дивите свињи како превентива за африканската чума од страна на армијата. Ама жал ми е што се исклучивте, бидејќи ако сакате друга тема. Не велам дека не е претерано. Претерано е. Мислите дека мене ми е кејф овде да седам секој ден буквално со вас и да ја разговарам истата тема, да легнувам со рекет, да станувам со рекет, да живеам со рекет постојано секој ден. Како вие, така и јас. Јас многу повеќе, бидејќи многу повеќе морам да седам да слушам и да гледам и прегледувам се. Не ми е. Едноставно, во неколкуте наврати кога била ставена слободна тема, граѓаните, освен со исклучоци на двајца, максимум тројца од оние кои што се јавувале, сите останати коментари биле за рекет. Еднаш имавме тема ставена која што се однесуваше на иселувањето од Балканот кон Европската Унија на скоро 230.000 граѓани од Западен Балкан. Добро помина темата, но повторно јавувањата беа со малку поголема пауза помеѓу сите, што нам, од искуството, ни посочува дека интересот е многу помал отколку за рекет. Јас искрено ми е жал, но за тоа треба да се потрудиме сите во оваа држава, за да престанат да ни бидат главни теми криминалците и наводните криминалци. Добар ден. Добар ден. Јас се разбирам фрустрацијата на нашите граѓани, поготово на претходниот што беше пред мене господин. Навистина теглаво болка, меѓутоа тоа е факт со кој ние се соочуваме во нашата држава и нема бегање од неа. Вистината мора да излези на видело, мада ова е преголем залогај и за Канал 24, и за сите телевизиски куќи, па и за вас, па и за мене, па и за кој сака нека е. Овде се замешани многу прсти, многу готвачи, многу кувари, во тенџерето се и се што е ставено, разни политички зачини. Тие што се сценаристите и режисерите на сето ова мака што е нанесија во нашата држава, тие ќе покушат на секој можен начин да испливат од матните води, затоа што во овој момент ме личат како на некои давеници, кои за сламка ќе се фатат, само да излечат жива глава. Се знае
дека снимките што ги гледавме не се монтирани, тоа е само еден изговор на оние што се симпатизери на СДСМ. Јас не сум симпатизер ни на ВМРО, ни на едните, ни на другите и да ви кажам искрено, најдобро ќе биде за ова држава двете партии да не постојат уопште во нашата држава, него трета опција и други некои опции, затоа што овие две партии држат монопол врз македонската нација, мислам врз македонскиот народ, врз свесно и посвесно. А што се однесува до Катица Јанева, не можам да сватам некои работи, затоа што тука се на природни сили кои помогаат на Катица Јанева, долго ова се одговлечува, се покушава да се избрише од сите тефтери, од телефони, од компјутери и така натаму. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Од останатите гледачи коментари кои што не ги напиша... Да, Зоран М. пишува, вели, најверојатно сите се вмешани во оваа апашка држава, никој не дошол да си ја врши работата за која е платен. За адвокатот не е ни чудно, има адвокати кои фрлаат дрвја и камења по овие криминалци од ВМРО, а сега ги бранат истите. Се знае дека адвокатите се посебна категорија на луѓе кои ги интересира само кеш и ништо друго. Тие и на ѓаволот ќе му бидат адвокат. Сашо С. пак пишува, вели, денес беше најавено дека многу лесно Катица може да стане и осомничен наместо сведок, затоа требаше многу внимателно да се даваат изјави, а всушност не знаеме како поминав натреке обвинителката Русковска. Иако имаше доволно време што власта и го овозможи, сепак со Катица никогаш ништо не се знае. Колку е вешта во давањето изјави, добро знаеме, па за секој случај тука се адвокатите, иако пред време се знаат прашањата. Ако е спремен Боки 13 да го... Добро, за сите тоа е друга работа. Дури и да е најневина, положбата во која ја виде народот е мизерија и големо разочарување за сите и тука завршува оваа парада. На другите избори ќе ви одговори народот за ова разочарување. Како сега на сите им е важна презумпција на невиност, криво им е дека овие од власта, дека уште малку им остана во владението, завршува Сашо С. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ги поздравувам 20-та прехилни и се викам Шучур. Во Македонија сепак македонци има. Зашто тие сега кажат целата висина. Вие огнен дадовте мало оправдување дека за некои други теми, за слободна тема, слабо луѓето се јавувале, нормално кога и се слабо едуцирани, кога се и партиски борци. Све некако на телевизија слушам само партиски борци, а неутрални луѓе слабо да ги слушнам. Јас не знам по кој пат е поставувам темата, бидејќи сум Охрид, не е важно што сум Охрид и сум македонец, и секој ќе биде македонец, а не северно македонец, е поставувам темата што правиме, што ние Македонија ја губиме и природната убавина ја губиме, она најважното, највредното што го имаме, рајот што ни го дал Господ го губиме. И пратив и вчера, не на вашата емисија, на другата емисија, мислам на вашата телевизија, апел дека Охридското поднебе умира. А со тоа не само Охридското, него слични ситуации има во целата Македонија, дека Македонија, нас природно рајот што ни го дал Господ умира. Добро, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Знаете што се има случајно кога имам поставено теми и за пожарите, и за државата како се справува со нив и граѓаните, одговорноста. Најчесто тоа е ВМРО правеше така, СДСМ прави вака. Овие ги бранеа пожарите, овие ги подпалуваат пожарите. Партиските активисти наместо да лепат плакати, сега палат пожари по шумите. Тоа е призмата на едно длабоко проблематизирано општество во кое што живееме ние и во тоа, извинете, но одговорноста не паѓа само паѓа врз медиумите. И тоа многу сериозен процент од целата таа пита. Но сериозноста не отпаѓа само на медиумите. Отпаѓа и на самосвеста на граѓанинот кој што живее во оваа држава. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сега од Прилеп за прв пат. Мило ми е, повелете. Од кога постои 24. Знаете дека Прилеп е град на шегаджи. На што? Ја би кажа на шегаджи. На шегаджи, на мајтапчи, добро? На мајтапчи. Шегаджи, а тоа во Прилеп никој не вели, добро? Добро, во ред. Повелете. Кога би можел и ти да учествуваш, Огнен,
да набавиме еден огромен шатор. Добро. Огромен шатор, да ја покријаме Македонија и тоа ќе биде најголем циркус во светот. Што се десува до шаторот тоа е. Уште еден виц, може? Да. Пошол Али Ахмети кај Господ и му вели на Господ, вика, Господе, кога ние ќе станеме нормална држава? Господ му рекол, па за едно 40-50 години. Излегува Али Ахмети и плачи, го прашува Заев, му вика, шо е работа, му вели, ме праша, вика, ама 40 години, вика, јас нема да живеем уште, вели. Влегува Заев го прашува, Господе, кога ќе станеме ние нормална држава? Господица му одговори, до 50 години. Излегува Заев, плачи. Влегува Мицковски. И му вика, Господе, му вика, кога ние ќе станеме нормална држава да функционира правда, сето правично, што треба, со сите нишани. И Господ почнал да плачи. Му рекол, нема јас да доживам. А за Боки 13-ка, лесно му е на Боки. Боки не е тема на муабет. Како? Боки не е тема на муабет. Добро, не е във връзка за крај, не е нищо страшно. Да бе јас како него, че си остане встелен таму и чао. Благодарам за јавувањето, поздрав и пријатно. Убав ден ви посакувам прилеп. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден. Знаете што, тешко на онаа држава каде што се повикуваат граѓаните да ги решаваат ваквите проблеми. Се знае, ваквите проблеми ќе ги решаваат државните високи институции, како што е судството и сите други слични. Ако народот ги решава, ако граѓаните, тоа нема држава. Зошто ни постојат институции? А од друга страна, господјата Јанева беше во јавното обвинителство. Да, беше, меѓутоа никој не кажа од обвинителството во какво својство е. Таа самата кажа во својство на сведок. Да, таа самата кажа, меѓутоа Вилма Русковска не кажа. Сега тука е прашањето зошто е сонај за адвокатот. А не знаем и дали какво адвокат е, таа не се изјасни. Тој бил и обвинител порано. Сега, јас мислам дека Јанева е слаб говорник, слаб оратор и таа знае да се збуни од првиот збор. И таа си говори на дијалект, што мене воопшто не ми пречи, а кога дава изјави се труди да говори литературно и често доаѓа до сплетки. Сега, тоа настрана. Сега, каде е конфликтот тука? Конфликтот е тука што овој господин адвокат е адвокат на Цветан Пандилевски, кој е во обвинет во империја точно од Катица Јанева. Сега не може тој Катица Јанева да ја брани, овој управителот на Пелистерка Цветан Пандиловски да го исто и него да го брани. И обвинителот и обвинетиот еден адвокат да ги брани. Јас тука го гледам конфликтот на интереси. Што ако вистина е ова адвокат на Катица Јанева, на вистина тоа не е праведно. Колку ја што се разбирам. А и така беше најавено во почетокот, само имиња што не беа спомнати. Так. И не знам, навистина не знам, крајот ќе каже, меѓутоа, пак ќе кажам, вакви предистражни постапки не се водат на улица. Секоја почит кон новинарите, тие смеат се да прашаат, но прашање е што ќе им биде одговорено. И не може Катица Јанева се да каже на новинарите. Се знае, за тоа беше во обвинителството, таму сигурно се кажала. Сега тоа што мислела дека треба да се каже во јавност, го кажала и на новинарите. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Оглен, гледам луѓе да се буна дека секој ден за рекет се зборува. Немој да сте престанале да ја давате таа тема. Дури не се реши прашањево. Ако не ја давате, ќе заборавиме сите и ќе се избриши тоа. Вака нека се подсетува и народо, и цела јавност, и раководството на Македонија и се, дури не се очисти крив, прав, секој ден да биде тема на разговор. Нека се буна ако му е досадно, нека не гледа телевизија. Тоа е актуелно, скоро цел свет разбра, не цел свет, али и Европа, а и Америка. Знај, пошто Америка нас ни е, вика, најголем пријател, а ни е најголем непријател, таа не уничти. Меѓутоа, сакам да кажам, не напаѓам никој, ни Катица Јанева, ни Петко, ни Трајко. Нека се осудува, требала Вилма Русковска да каже, да изјави. Вилма Русковска е на страната да речеме татко ми, од кај мене ќе види, сигурно, Бог да го прости, ако нешто ме тепа некој или ако нек ме нападни. Што значи, тие се брана меѓу себе, очи чизва на секого, ќе испадни се во ред, се ќе види, се ќе се стори, парите отидоја, се зедоја, клајани се на место,
Нека се трошак за Арнолд, па Господ нека ни е на помош, Огнен. Фала многу, се најубаво. Али темава да не еменувате секој ден да ја давате, да не се заташкува. Добро. Фала многу, Така. се извинувам пријатно. Благодарам за јавувањето. Секој е чудо за 3 емисии, велиме еве ние. Тоа беше 3 дена, па стана 3 часа во денешното време. Сега во овој контекст може да биде секој чудо за 3 емисии. СП ни пишува на Facebook, вели добар ден Огнен, како прво некој од народот не може да и погледне на вистината во очи, зборува за СДСМ била криминална и треба заев да се даде оставка, зашто го пуштија побегулјата, чекајте само да видиме каде е коментар за Катица. А Катица ако е крива нека си ја судат, а СЈО мора да постои, само што Зоран Заев не знам дали ќе им верува повеќе. Поздрав Огнене. Благодарам, ве поздравувам. И вика извини што не го побара да биде сведок тој што знае каде се парите или тој лично им ги има ставено во владата, веројатно се мисли на еден гледаш на јавувањето. Драган П пак пишува, сега пред време народот пресудувал, а едно време 5 милиарди пресудувате биле изнесени, ова е за гледачите што ја бранат Катица, а тебе Огнене ти личи маицата на СЈО, зашто не ја носиш сега? Не знам каде сте ме виделе, јас СЈО маица не поседував, затоа што немаше број доволно голем за мене. Судбина. Така што вака да спинувате информации во јавноста не е во ред. Благодарам за јавувањата, благодарам за коментарите и ви посакувам убав ден. Останете со Телевизија 24, бидејќи во продолжение дневникот во 17 часот со севкупните анализи на проблематизирањата денеска. Пријатно.